Намалувањето на притисокот врз здравствениот систем донесе најави за олабавување на рестриктивните мерки. Да се отворат летните тераси на кафеаните, рестораните и кафулињата. Полицискиот час наместо од 20 да почнува од 21 часот, а за време на предстојните празници, Великден, 1 кон 2 мај и Рамазан Бајрам 12 кон 13 мај, полициски час ќе нема и граѓаните ќе може слободно да се движат. Тоа се одлуките од денешниот состанок на координативниот штаб кој утре одат на потврдување пред владата. Сето ова е резултат на се ова што се случува, на времено донесените мерки, димензионирањето на целокупниот систем на координација, на приеми во болниците, имајќи го и ова сега предвид се ослободуваат и некои одделенија кои што беа дополнително ангажирани да сместат пациенти со ковид, така да генерално осеќаме олабавување во смисла на намален притисок, ги пратиме трендовите и во околните држави, овој втор бран на секаде во сите околни земји спласнува. Искрено се надевам дека тоа заедно со ова забрзана вакцинација која што ќе следи после Великден, која што пред се кинеските вакцини ќе бидат дистрибуирани согласно бројот на пријавени во регионите околу местата за масовна вакцинација, ќе ја смени сликата за епидемијата кај нас. За време на верските празници, угостителските објекти ќе работат до 21 часот, а препораките за држање дистанца и собири во затворено остануваат на сила. Следните верски празници треба да бидат во духот на почитување на овие мерки, затоа што ослободувањето не се направени за да се собираме, туку ослободувањето се направени за да ние почувствуваме дека сме слободни во овие свети верски празници во кои што ни престојува следните денови. Затоа апелирам уште еднаш тука за во тек на овие празници ве молам сите да ги почитуваме мерките на несобирање. Во болниците во земјава се лекуваат 1422 ковид пациенти, што представува намалување во однос на претходниот период. Слободни се повеќе од 500 кревети. Проценките на надлежните се дека на опаѓачките трендови влијае процесот на имунизација кој според досегашниот тек добро се одвива. Дојдена е нова тура Спутник V дози за ревакцинација, а денеска се очекуваат 10.000 вакцини од Pfizer, за кои е одредена динамика, меѓу 4 и 7.000 дози секој понеделник. В петок во Белград треба да дојдат на 200.000 кинески вакцини кои потоа со камиони ќе се транспортираат во земјава. По великденските празници ќе стартува вакцинирањето со нив. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.